Почитувани гледачи, добро вечер во вестите на телевизија Нова во 22. Ово информативен блок го започнуваме со информацијата за историскиот успех на македонскиот фудбал и спорт воопшто. Младата фудбалска репрезентација се пласираше на европското првенство што ќе се одржи во Полска. На арената Филип II во Скопје во последниот надпревар ја совлада Шкотска со 2:0. Голема работа заврши Украина која го совлада Исланд со 4:2. Почетокот од ово информативно издание им го препуштам на колегите од спортската редакција. Во студиото со мене е колегата Дамјан Николовски да ме повели и нам очекуваме директно вклучување од арената Филип II. Ваков неверојатен успех не сум доживел во кариерата. Ми е чест што имам можност да бидам дел од ова историски известување поврзано со нашата фудбалска репрезентација. На вистина среќа е што ги имаме овие млади момци кои што ќе ги коментираме, зборуваме и фалиме уште долго и им посекуваме многу успех секако во пресрет на ждрипката за ово европско првенство, но за она што се случуваше на самиот надпревар и за овие квалификации во живо од арената Филип II во Скопје, треба да го имаме колегата Бранко Казаковски кој што има и гостин со кој што ќе ја прокоментира целокупната слика на нашата фудбалска репрезентација и за се она што се случуваше во овој циклус. Македонија оствари историски успех, повторуваме неколку пати, можеби сме досадни, но во секој случај ова е нешто што треба да се слави и треба да ни донесе многу импулс во наредните надпревари, не само во овој спорт или во младинската репрезентација, туку да ги потикне и сениорите. Што се однесува пак до успехот на Македонија, едно големо фала на Украина за победата против Исланд, оној 4:2 и покрај тоа што губеа на полувремето украинците покажаа карактер и покрај тоа што овој надпревар не им значеше многу, но сепак докажаа дека ферплејот се уште постои, наместо да ни се случува нешто што не се случуваше со одбојкарите, сега го имаме со фудбалерите. Верувам дека колегата Бранко Казаковски веќе треба да биде подготвен од арената Филип II во Скопје, да го слушнеме неговиот впечаток пред се. Повели, Бранче. Па мојот впечаток е неверојатен. Дамјан, овој 11 октомври 2016 година сигурно ќе биде запаметен не само по големиот народен празник, туку и по овој историски успех на македонската фудбалска репрезентација до 20 години. Овој датум со златни букви ќе биде испишан во фудбалската историја на Република Македонија, кога една репрезентација наша успеа да се квалификува на еден голем турнир, поточно на европското првенство во Полска што ќе се одржи во јуни 2017 година. Како што каже и ти во најавата, ова беше еден навистина неверојатен надпревар. Македонија својата работа ја заврши уште во првото полувреме со головите на Кире Марковски и Енис Барди, победа со 2:0, тоа се покаже и како конечен резултат. Македонија можеше и многу полесно и поубедливо да ја совлада Шкотска. Давид Бабунски ут на пенал, потоа Кире Марковски имаше уште една неверојатна шанса. Во второто полувреме нашите млади фудбалери само ја одржуваат таа предност, го диктираат темпото на игра, ја држаат топката во свој посед и чекаа шанса, односно чекаа можност од Украина за да не одведе на едно големо европско првенство. Тоа и се случи. Среќата не посака овој пат, кармата ни врати. Украинците неверојатно славеа со 4:2 на гостувањето кај Исланд, иако Исланд беше во пол позиција да се пласира на европското првенство наместо Македонија како први во групата, но ете украинците им ги поматија сметките и ни направија огромна услуга на нас, на нашите млади фудбалери. Вечерва со нас гостин во ова издание на вестите е Филип Поповски, генералниот секретар на Фудбалската федерација на Македонија. Поповски, ова сигурно е ден кој верувам вие, но и целата фудбалска федерација и целата Македонија никогаш нема да го заборави. Сигурно е чест да се биде дел од една ваква репрезентација, една златна генерација од која во иднина ќе очекуваме не само пласман на европско првенство, туку сега ќе очекуваме и добар настап на европското првенство, а потоа и оваа генерација кога ќе дојде во сениорите, па зашто да не уште еден историски успех и пласман на едно европско првенство во сениори. Како да не, најпрвен честит празник, честит 11 октомври, но пред да продолжам понатаму, честито на селекторот Боби Милевски, на сите репрезентативци, честито на репрезентацијата на Украина, благодарам многу, благодарам до сите вработени, до сите што беа вклучени, вклучувајќи ви вас медиумите, кои сите заедно ни помогнавте да го ствариме овој резултат. Како што напоменавте, ова не е преку ноќ, ова е труд кој е вложен од одамна, исто како што го донесовме преку стратешкиот план. Изминатата година наша цел беше поставена да оствариме бараш на овие среди, но секако се случи спротивното, отидовме понатаму. Секако дека верувам дека со согласно добрите планови, со согласно добрите поставени цели, имаме можност, имаме план, имаме насоки да успееме и во некои наредни квалификации во наредните 4 или 6 години.
Може би е прирано да споменувам, но ќе добијат ли награда младите фудбалери? Може би се уште е рано, се уште сте во еуфорија, но очекуваме ФФМ да ги награди овие млади фудбалери. Напротив, ние сме добро организирани, претходно исто така го планиравме овој момент, но да оставиме во наредните 2-3 дена да управниот одбор на ФФМ одлучи по ова прашање. Секако дека ќе има награда. Колку значи за македонскиот фудбал овој историски успех, бидејќи ова може да повлече еден позитивен бран на резултати, зборуваме за оние репрезентации до 19, до 17 години, па и за сениорската репрезентација. Секако овој успех представува многу. Враќање на вербата во фудбалот во Македонија, потпомагање на фудбалот на сите оние кои што сакаат да се бават со фудбал, креирање на нови идоли, на нови фудбалски имиња кои ќе бидат за секогаш пишани во македонскиот спорт. А тоа се повеќе дечиња што ќе играат фудбал, повеќе луѓе што ќе се бават со фудбал и секако сите да го сакаат фудбалот. Поповски, ви благодарам и уште еднаш честитки за овој успех, бидејќи Фудбалската федерација е дел од овој историски успех. Се надевам дека на Европското првенство повторно ќе имаме можност да разговараме и со еден нов историски успех. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, еве и ние ќе им честитаме на фудбалерите на Македонија до 21 година на чело со селекторот Благоја Милевски, бидејќи во текот на овие квалификации има само еден пораз. И тоа на стартот против Исланд на гостувањето загубија со 3:0, од тогаш па наваму само победи и 2 ремија против репрезентацијата на Франција. Одигра навистина фантастични квалификации кога никој не веруваше во оваа млада генерација на фудбалери. Селекторот Боби Милевски уште на своите први изјави, на своето прво интервју во јавноста како беше назначен за селектор на U21 рече и веруваше дека Македонија може да биде учесник на едно европско првенство. Како што кажав и на почетокот, Европското првенство се игра во јуни 2017 година. Македонија учествува на тој турнир, значи е помеѓу најдобрите 12 репрезентации на стариот континент. Форматот е малку чуден на Европското првенство, ќе се играат, ќе има 3 групи по 4 репрезентации, само победниците во групите ќе одат директно во полуфиналето и една второ најдобро пласирана репрезентација ќе игра во полуфиналето заедно со победниците. Се надеваме дека Македонија, односно македонските фудбалери на пресконференцијата која можевте да ја следите на телевизија Нова во живо, кажаа дека одат на Европското првенство не само да учествуваат, туку да направат една нова историја, дека ќе се надигруваат и дека ќе направат една нова историја и еден нов огромен успех. Ја имаат таа потребна самодоверба, го имаат квалитетот и мислам дека само небото е граница за овие млади фудбалери. Дамјан. Бранко, ти благодарам за се она што имаше можност да ги информираш гледачите на телевизија Нова. Очекуваме уште многу успеси во спортот, пред се на репрезентативен план, затоа што таму и не достигаат, а гледаме колку носи радост самиот спорт, но и успехот. Македонија се пласираше на едно големо европско надпреварување. Очекуваме младите да се докажат и во сениорскиот состав и да продолжат со редењето на позитивни резултати. Бранко, ти благодарам за ова вклучување. Градимир, на вас ви благодарам за одвоеното време и можноста да ги започнеме овие вести со главната вест на 11 октомври. Да ме ви благодарам на целата спортска редакција и ангажманот околу овој историски успех на младата фудбалска репрезентација. Секогаш спортските успеси ќе бидат во преден план, а ние продолжуваме со останатите информации од вестите.